Денес светот го чествува 18 мај, меѓународниот ден на музеите. Уште од 1977 година Меѓународниот совет на музеи го организира овој ден со цел да се истакне значењето и да се оддаде почит кон меѓународната заедница на музеи. Овој ден, Меѓународниот ден на музеите, за прв пат бил чествуван во 1977 година, кога Меѓународниот совет на музеи освојува резолуција со која се основа годишен настан се со цел за промовирање и приближување на музејската дејност кон пошироката јавност, како и за истакнување на значењето и важноста на музеите кои што го имаат за секое едно општество. На овој ден луѓето и граѓаните се поттикнати да ги посетуваат различните музеи кои што се посебно посветени и специализирани за различни аспекти од развојот на човекот низ неговата историја. Така музеите се поделени во неколку категории и можат да бидат уметнички музеи, археолошки музеи, историско-етнолошки музеи, музеи на природни научни музеи и многу други подкатегории. Музеите представуваат витални места во кои што имаме размена на култури, нивно развивање, како и промовирање на толеранција, соработка и приближување помеѓу различните заедници и различните култури. Музеите се институции кои што чуваат и собираат вредни артефакти и музејски експонати, кои што даваат голем придонес во запознавањето и изучувањето за различните светски култури. Покрај тоа, музеите се едни од главните чувари и промотори на локалната култура и традиција, и музејот е тоа место во кое што локалната култура и традиција е промовирана, документирана и таа се чува за идните генерации без разлика на какви промени во историјата тие подлежат. Покрај тоа, музеите служат како институции кои што го промовираат солидарноста, еднаквоста помеѓу заедниците, културите. И на овој ден, на 18 мај, Светскиот ден на музеите, луѓето се охрабрени да ги посетат музеите и да бидат сведоци на активностите и програмите кои што се спремени од музеите за приближување на музејската дејност кон пошироката публика. Науката која што се занимава со проучување на улогата и значењето на музеите во општеството и со музејската дејност е музеологија и таа се занимава со работата и улогата на музеите во општеството и со начинот на кој што различните артефакти и музејски експонати се откриваат, се презентираат, се конзервираат и се приближуваат на пошироката заинтересирана јавност, се за цел за понатамошно изучување и навлегување подлабоко во културите на различните заедници. Секоја година на секаде низ светот, на 18 мај е чествуван се од поголем број на музеи низ светот, така што претходната година повеќе од 37.000 музеи беа вклучени во ова чествување на овој глобален ден, а од оваа година и музејот на град Берово се вклучува во оваа манифестација. Нашиот музеј припаѓа на категоријата локални историско-етнолошки музеи и во него е прикажана историјата и традицијата на Берово и Малешевијата. Преку историската поставка ние се запознаваме со историскиот, културниот, економскиот и социјалниот развиток на нашиот крај, како и со важните историски личности и настани кои што се одвивале на ово поднебје. Додека пак етнолошкиот дел на музејот, кој што е од оваа страна, ни ги представува обичаите, верувањата, занаетите, облеката и многу други аспекти од секојдневниот живот на луѓето во Малешевијата низ историјата. За мене, како што гледате, овде имаме типично малешевски мачка и женска носија. Ќе почнам прво од женската носија. Тоа е секојдневна малешевска носија која носеле постарите жени во одамнешните времени. Таа е составена од 6 делови. Ќе почнам дел по дел. Првиот дел е бела платнена кошула која се облекува прва и е долга до листовите на нозете. Таа е извезена со карактеристични везови, црвени, сега не можеме да ги видиме, после може да разгледаме. Преку неа се наметнува фустан или антерија, која е изработена од дебела волнена прегја, која може да биде во кафеава, зелена, црвена боја, но највеќе ја има во кафеава и црвена боја. На нозете носеле чорапи може да бидат волнени чорапи, може да бидат црни или како овие со украсени. Исто така овие чорапи се нарекуваат и френски чорапи. Терминот френски представува рано навлегување на градската мода во селските средини. Преку фустанот антеријата се става фута, која е од тенка волнена прегја,
и преобладуваат на неа црвената, црната, зелената боја. Исто така таа треба да биде долга како и антеријата, како и фустанот до листовите на нозе. На главата носеле шамии девојките и млади жени носеле бели шамии, додека постарите жени носеле црни шамии. Исто така се става крпичка која она нема функција, таа е повеќе естетски. Тоа е за женската носија. Машката носија, таа е поедноставна, не е многу богата, исто така е составена од бела платнена кошула, извезена на рабовите на рацете и на јаката. Надолу носеле потури, кои се од шајак или чоја, после ќе видите со ниско седло направено. Карактеристично дека е со гајтански апликации. Онеа има. Исто, елекот е како потурите од шајак и од чоја, скроз исти материјал со гајтански апликации. На носите исто носеле чорапи кои не биле украсени, мора да бидат скроз црни. Преку половината се става појас кој може да биде платнен или исто како и кај фудата или скутачата кај девојките од тенка волнена прега. На главата носеле шубари црни, ама тоа било кога биле на некои слави или прослави, или собори. Инаку секојдневно не ги носеле. Тоа е во кратки црти за женската малешевска носија и за машката малешевска носија.